Luj Adamić, amerikanski pisatelj od jugoslovensko poteklo. Za vremena Втората светска војна, целокупната негова обштествена активност je посветувана народно-ослободителната борба на југословенските народи. Во овие денови, 1942 година, Адамиć упатува апел до писателите и јавните работници на Соединетите американски држави во името на хуманоста да ја поддржат борбата на народите на Југославија против фашистичките окупатори. Овде, во африканската џунгла, каде што во 1924 година ја основа колонијата на лепрозни, на 4. септември 1965 година почина Алберт Швајцер во 90-та година од животот. Швајцер беше човек со огромни интелектуални способности, доктор по филозофски и теолошки науки, голем познавач на медицинските дисциплини, а во светот беше признат како најдобар изведувач на баховите дела за оргули пред да остави музиката и целосно да се посвети на лекувањето лепрозни болни. Во 1952 на Алберт Швајцер му беше доделена и Нобеловата награда. Монсуните од 1978 година во Индија предизвикаа огромни штети. Овде, во близина на Калкута, на 4. септември, водите на реката Ганг го пробија насипот и поплавија илјадници квадратни километри површина. Во оваа трагедија, што се смета за една од најголемите во Индија во овој век, беа уништени многу градови, села и житородни ораници. Повеќе од 2 милиона лица останаа без покрив над главата. Во главниот град Делхи, стотици илјадници лица мораа да се евакуираат, а градот неколку дена остана без храна и вода за пиење. По една тешка борба што траеше од ранимо угри па се до првиот мрак, нигериските федерални трупи на 4. септември 1968 година повторно го освоија градот Аба, кој беше во рацете на единиците на побунетата Бијафра. Во борбите, градот претрпе големи штети, а при повлекувањето, бијафриските сили го урнаа единствениот мост преку реката Аба. Како и до тогаш, првата задача на федералните трупи беше да му се подели храна и други неопходни средства на народот, зафатен од биорот на немилосрдната и уништувачка граѓанска војна. Во 1971 година во Југославија се одбележуваше и се прославуваше 30 годишнината на Народно-ослободителната војна и револуцијата. По тој повод, председателот Јосип Броз Тито присуствуваше на прославата и оддавањето почит на паднатите борци во легендарната битка на Сутјеска во долината на хероите. Председателот Тито откри споменик на бесмртните херои кои ги дадоа животите во борбата со фашистичките окупатори. При тоа председателот Тито одржа говор кога им оддаде признание на сите загинати во таа борба и истакна дека револуцијата во нашата земја уште трае и дека треба да се чуваат незините придобивки, да се чува братството и единството на нашите народи, една од најголемите придобивки на нашата славна народно-ослободителна борба и револуција. Петти септември 1972 година. Олимпиското село во Минхен, само неколку часови по убиството на 11 израелски спортисти и официјални лица во израелскиот табор во близината на Олимпискиот стадион, што го извршија група арапски терористи. Другите членови на израелскиот тим беа задржани како заложници, кога полицијата го опколи комплексот. Подоцна, по престрелките на Минхенскиот аеродром, тројца од петмината арапски терористи беа заробени. Во меѓувреме, Олимписките игри продолжија, но во многу европски метрополи се одржуваа големи демонстрации, во кои се бараше по големи безбедностни мерки против терористите. На 5. септември 1966 година во Париз започна така наречениот процес Бен Барка.
Бен Барка, водачот на опозицијата во Мароко, беше киднапиран во октомври 1965 година на еден прометен париски булевар, а потоа ништо не се слушна за него. Овој случај во Франција предизвика голем скандал и крајно ги влоши односите со Мароко. Едно од лицата на коим се судеше во отсуство беше мароканскиот министер за внатрешни работи, а вториот беше шефот на полицијата. Повторно во Париз, но овој пат во ноќниот локал Лидо во 1968 година. Се одржуваше забава во чест на славниот ветеран на шоу-бизнисот Морис Шевалие, кој иако имаше 80 години, се уште беше полн со живот. Меѓу 250 гости се наоѓаше неговата бивша партнерка Колет Кобер и многу други кои работеле заедно со Шевалие уште во далечната 1909 година. Од 3 до 10 во месец септември се одржани 3 конференции на неврзаните земји, и тоа третата, четвртата и шестата. Третата конференција на неврзаните е одржана од 8 до 10 септември 1970 година во Лусака, Замбија. На конференцијата имаше представници од 64 земји. Конференцијата усвои 15 посебни документи кои главно се однесуваа на проблемите на колониализмот, расизмот, на апартхеидот и други прашања. Третата конференција на неврзаните донесе и програмски документи. Декларација за мир, независност, развој, соработка и демократизација во меѓународните односи. Декларација на неврзувањето и економскиот развој и други документи. Од 5 до 9 септември 1973 година во Алжир е одржана четвртата конференција на неврзаните. На конференцијата учествуваа 75 земји како полноправни членки на неврзувањето, 9 земји како посматрачи, 4 како гости и представници на 15 ослободителни движења. На четвртата конференција на неврзаните се усвоени 18 резолуции за политички и 8 резолуции за економски прашања. Донесена е одлука за формирање координационо биро на неврзаните земји, во која е избрана и Југославија. Исто така, на конференцијата е донесена и одлука за основање фонд на неврзаните земји за економска помош на земји што ќе западнат во економска тешкотија под притисок на развиените земји и големите светски монополи. Од 3 до 10 септември во Хавана на Куба е одржана шестата конференција на неврзаните. На шестата конференција во Хавана учествуваа дотогаш најголем број неврзани земји, 116 делегации, предводени од шефовите на државите или владите на неврзаните земји. Југословенската делегација, како и на претходните 5 конференции, ја предводеше председателот Јосип Броз Тито. Конференцијата ја отвори председателот на Шри-Ланка, Џајевордене, председавач на неврзаните. На шестата конференција на неврзаните, председателот Тито одржа многу запазен говор во кој се задржа на најважните меѓународни проблеми и на неврзувањето, за кој истакна. Нашиот траен интерес и нашата стратегиска цел во овој момент е и понатаму да ги афирмираме изворните принципи на политиката на неврзувањето и врз основа на тие принципи да ја јакнеме солидарноста, единството и акционата способност на движењето на неврзувањето. Тоа се вистинските патокази на нашето движење во иднината. Во знак на признание, како на еден од основачите на неврзувањето и прв председател на Белградската конференција, на председателот Тито, шестата конференција на неврзаните му додели повелба на неврзаните, со која на символичен начин му беше оддадено најголемо признание на Тито за неговата долгогодишна, несебична и активна борба за развојот и унапредувањето на неврзаната политика, како борец за мир,
i stabilnost vo svetu. Šesti septembri 1952 godina. Togašnjата аеронавтичка изложба во Фарнбро, Англија, беше во полн замав. На изложбата меѓу најновите британски авиони беше и делтокрилестиот авион DX-110, во тоа време најбрзиот авион. Авионот ја разурна звучната бариера и тогаш, додека се наоѓаше над гледалиштето, експлодира. Делови од авионот паднаа врз публиката, но најголема штета направи еден од моторите што се откачи и падна онаму каде што имаше најмногу народ. Во несреќата загинаа пробниот пилот Џон Дери и други 30 лица, а десетици беа повредени. На 7 септември 1942 година, бугарската полиција со цел да ги разбие врските меѓу борците од некои скопски села со партизанските единици, изврши затворање во неколку скопски села. Иако полицијата успеа да фати некои борци од селата и да ги затвори, врските не можеа да се прекинат. На местото на затворените борци излегуваат нови борци од селата и потфатот на бугарската полиција не беше успешен. 7 септември 1940 година. Германското воздухопловство го започна 57-дневното бомбардирање на Лондон. Градот го нападнаа 350 бомбардери. Лондонските докови претрпеа големи штети, загинаа 400 лица, а 1400 беа повредени. Во тој период од Втората светска војна, Германија го имаше окупирано поголемиот дел од Европа, а Британија беше осамена. Воздушните борби беа во полн замав, бидејќи Хитлеровиот план за инвазија на Британија се заснуваше врз создавањето супериорност на Луфтвафе во воздухот. Меѓутоа, нападите во кои беше погодена и Бакингемската палата и милиони други домови ја зацврстија решеноста на британскиот народ да ја брани сопствената земја. Огромната моќ на американското воено воздухопловство, кое веќе дејствуваше во Европскиот театар на Втората светска војна, исто толку успешно дејствуваше на Пацификот во септември 1943 година. Американските сили сега започнаа да си го пробиваат патот низ Пацификот окупиран од јапонците. Овој масовен воздушен напад врз Соломонските острови, изведен на 7 септември, е еден од многуте други кои имаа за цел да ја ослабнат одбранбената способност на непријателот и да го олеснат изведувањето на американската инвазија во ноември истата година. На 8 септември 1940 година полицијата и жандармеријата на ненародниот режим на Стара Југославија изврши крваво злосторство врз излетниците на Кошутњак кај Белград. Имено, на тој ден, од напредната младина на Белград беше организиран излет на Кошутњак, на кој учествуваа околу 5000 младинци, ученици, студенти и работници. Овој излет го носеше револуционерниот дух на партијата. Во еден момент, во попладневните часови, во близината на излетниците се појави полицијата и без предупредување пукаше во излетниците. При тоа десетина беа убиени, повеќе десетици ранети и над 100 повредени. Овој злосторнички акт на полицијата беше осуден од партијата и младината. По тој повод, младината од Белград издаде проглас до работничката младина на Белград и Србија, во кој се осудува полицискиот терор и се повикува младината во борба против режимот кој не одбираше средства за задушување на револуционерната борба на младината и партијата. За илјадници припадници на племињата од Нова Гвинеја, овој настан се одржува еднаш во 2 години. Тоа е големата земјоделска изложба во Монхаген, на другиот крај на островот. Ова изложба се одржа на 8 септември во 1969 година. За жителите од Нова Гвинеја, ова е можност да му го покажат на светот делот од својата традиција, за која се знае многу малку.
Септември 1952 година младата Морин Коноли беше на пат да ги освои првите места во женската конкуренција на отворените тениски првенства на Соединетите американски држави во Форест Хилс. Тогаш имаше 18 години. Умре во 1969 година. 9. септември 1942 година. Уште еден ден за конвоите што пловеа по Атлантикот. За време на Втората светска војна, водните патишта преку Атлантскиот океан представуваа многу важен фактор за натамошното успешно продолжување на борбите против нацистичка Германија. Меѓутоа, загубите на бродовите кои носеа воен материјал од Соединетите американски држави во Европа беа огромни поради честите напади на германските бродови. Само Британија загуби 2462 брода. Најтрагична беше 1941 кога беа потопени 717 бродови. На 9. септември 1955 година канцеларот на Сојузна република Германија Конрад Аденауер пристигна во Москва, каде што беше пречекан од премиерот Булгањин и од министерот за надворешни работи Молотов. Во 4-дневните разговори тие сторија се што може да ги закопаат лошите спомени од нацистичка Германија. Беше утврдено дека меѓу двете земји треба да се воспостават дипломатски односи, а Советскиот сојуз се согласи да ги ослободи преостанатите 10.000 заробеници од Втората светска војна. Церемонијален пречек на сингапурскиот шеф на владата Ли Куан Је во Пекинг и средба со стариот претседател Мао Цетунг. Ова се дел од последните фотографии на кинескиот водач направени на 9. септември 1976 година. Тогаш имаше 83 години и начело на Комунистичката партија на Кина се наоѓаше речиси 50 години. На 10. септември 1919 година во Загреб ја одржана конференција на околу 50 на млади комунисти, представници на комунистичките клубови. На таа конференција е основан Сојузот на комунистичката младина на Југославија, на СКОј. Беа донесени одлуки и решенија да се почне со подготовки за создавање местни организации и да се започнат подготовки за одржувањето на првиот конгрес на СКОј. По 20 години од одржувањето на првата конференција на СКОј 1919 година, СКОј прерасна во голема младинска организација која броеше околу 18.000 членови, стана силен центар на отпорот против ненародниот режим во земјата и во борбата против фашизацијата на земјата. Во овие денови на 1940 година во Загреб СКОј ја одржа шестата конференција на која присуствуваа 30 делегати од сите краишта на Југославија. На конференцијата присуствуваше и одржа говор генералниот секретар на Комунистичката партија на Југославија Јосип Броз Тито. Конференцијата посвети доволно внимание на активноста на СКОј во борбата за неговото зацврстување и омасовување, за идеолошката работа и воспитувањето на младината. Завршувајќи работата, конференцијата избра нов централен комитет на СКОј и ја усвои резолуцијата во која е прикажана и политичката ситуација во светот и земјата и во врска со тоа ги набележа задачите и акциите на СКОј во наредниот период, непосредно пред судбоносните настани од 1941 година. 10. септември 1945. На тој ден му се судеше за државно предавство на норвешкиот предавник Виндкун Квислинг. Квислинг, чие име во сите јазици на светот влезе како збор што значи предавник, беше начело на норвешката влада за време на нацистичката окупација на Норвешка од 1940 до 1945 година. По судењето тој беше погубен. Во средината на 60-тите години се појавија нацистичко-расистички провокации во Америка. Еден од најголемите поборници на супериорноста на белиот човек беше Линколн Роквел, водачот на американските нацисти. На 49 годишниот поранешен пилот Хитлер му беше идол, а негова специјалност беше организирање антиеврејски и антицрнечки демонстрации.
Na 10. septembri 1966. godina той беше уапсен во Чикаго и обвинет за предизвикување расистички немири. Но, на крајот, насилството што го застапуваше Рокфел му се одмазди. Еден непознат снајперист го уби во 1967 година. Десети септември 1969 година, но околу 300 години наназад. Вака изгледаше Лондон во 17. век, според реконструкцијата направена во филмското студио Пайнвуд близу Лондон. Декорот се употребуваше при снимањето на филмот Кромвел, во кој се зборуваше за граѓанската војна и за погубувањето на кралот Чарлс I во 1649 година.